На само нешто повеќе од еден месец пред истекот на годинава, македонските сточари оставени на куси ракави. Стравуваат како ќе ја презимат престојната зима. Се уште неисплатените субвенции за 6 месеци од лани и воопшто непочнатите за оваа година, велат, ги фрлаат во очај, бидејќи пари немаат, а зимата ќе биде долга. Моменталната состојба за кај сточарите е многу критична, затоа што ни обеќаја до крајот на ноември дека ќе ни исплатат субвенциите за 22 година. Еве ноември излегва, уште 3 дена, 4, така да немаме никаков одговор. Плюс тоа, за 23-та, уште еден месец излегва и 23-та. Ки дури беше суша сега нагло промена на времето, дождови, студено, не можеме да пожниеме од пченка, зрно, храна доволно немаме за стоката. Така да со сточарите си игра едноставно мајтап. Петковски вели дека сточарството во Македонија е на рап на пропаст. Тој е уверен дека со ваков однос на државата, македонските сточари ќе можат да издржат прекусила уште најмногу 3 години, пред стоката и целосно да исчезне од фармите и трлата. После тоа, кравите, овците, козите и другата стока ќе ги гледаме само во зоолошка градина, а Македонија ќе стане комплетно зависна од увозот на прескапа храна, разочарано објаснува Петковски. И тие што сме со стока, сме принудни да намалваме и да се откажуваме. Моментално на нашиот терен Пелагониски од тука Битола, по селата за месец дена исто се затворија 4-5 фарми по 20 грла што веќе сите заменува Австралија. 4-5 пунктови откупни Битолска ги затвори што веќе по селата, бидејќи нема поќе сточари да носат млеко. Освен неисплатените субвенции за вкупно 18 месеци, на сточарите не им бил исплатен ни персоналниот данок дури за 3 години. А заради лошите временски прилики и неожнеаната пченка, сега морали да купуваат готови концентрати за храна за презимување на стоката, што за нив било прескапо. Затоа бараат најдоцна до 10 декември државата да им ги исплати побарувањата. Во спротивно се закануваат дека и тие масовно ќе му се придружат на генералниот штрајк најавен од македонските синдикати.